Почитувани, добро вечер од отвореното студио на телевизија Нова. Вечерва ваш домаќин сум јас Бојана Димитриевска. Председателот Иванов денеска соопшти дека додека е председател нема да даде мандат за рушење на државата. Иванов изврши државен удар, врати Зоран Заев, лидерот на СДСМ. Што понатаму? Кои се сега опциите? Кои се следните чекори? Вечерва одговори барам од моите соговорници, универзитетскиот професор Тања Каракамишева, добро вечер за вас. Добро вечер. Универзитетскиот професор Александар Климовски, добро вечер и за вас. И председателот на Институтот Интегра, доктор Љупчо Ристовски, добро вечер и за вас. Политиколог по професија, да појасниме. Ајде, професорке, вие сте дама, почнуваме од вас. Ја видовме одлуката, ја слушнавме одлуката од председателот Иванов, видовме што возврати Заев. Како гледате на одлуката на председателот Иванов? Дали тој постапи согласно своите овластувања и согласно Уставот или пак ги пречекори? Вака, иако има различни сваќања и различни толкувања на Уставот, но и на позицијата и надлежностите на председателот на Република Македонија, би сакала, бидејќи гледам дека ми се злоупотребуваат во најголем дел моите изјави кои што ги имам дадено и упатено токму од ТВ Нова од страна на опозицијските портали, би сакала да појаснам денеска дека председателот на Република Македонија не е вошчена фигура која што некој сака да си ја моделира така како што нему му одговара. Не е институција за играње мајтап и не е институција чии што надлежности се само формално, од формален карактер ставени во Уставот и имаат само формална тежина, а не и суштинска тежина, посебно за ова прашање составување на влада. Тие експерти кои што сметаат дека председателот на државата треба по автоматизам да го даде мандатот, затоа што некој му донал во папка 67 подписи и по тој принцип, нели, на автоматизам да го даде мандатот, мислам дека тие политички партии и тие лидери кои што тоа го сметаат, мислам дека тие прават државен удар, затоа што прво и основно не ги почитуваат институциите на државата, не го почитуваат уставниот поредок на Република Македонија и сакаат преку мала врата да стават или да ни всадат во државата нешто што е тотално непознато за демократски систем и за демократска држава, да ни всадат во државата една антиуставна, една велепредавничка платформа, која што е подготвена надвор од Република Македонија, зад кој што кумуваат и шируваат институции на други држави, но и голем број на скриени фактори, и кои сакаат да ни се представат како големи креатори на некакво подобро утре или подобар живот во Република Македонија, а всушност е обратното. Председателот на државата на Република Македонија, господинот Ѓорги Иванов, денеска не само што не го прекрши Уставот, не само што не отиде надвор од Уставот, туку покажа како треба да се брани државата, како треба да се бранат националните и државните интереси на Република Македонија и како треба да се почитува Уставот на Република Македонија, бидејќи председателот даде заклетва, даде свечена изјава кога ја прими функцијата председател, дека ќе работи совесно, дека ќе работи одговорно и во согласност со Уставот на Република Македонија и со законите. Тој, кога положуваше заклетва, тоа го изговори пред сите граѓани на Република Македонија, пред Уставот се даде заклетва и ја даде таа свечена изјава, така што доколку постапеше спротивно денеска на она што му представува пред се негова уставна должност, а потоа и уставно право, во тој случај ќе направеше државен удар и во тој случај ќе направеше велепредавство, како што направи велепредавство господинот Заев, кога со туркање преку мала врата или преку некои лавиринти, искористувајќи некои лавиринти, сакаше фактички да ни ја всади оваа платформа како кукавичко јајце во уставниот поредок и да не разнебити од внатре или самите ние да се разнебитиме, без притоа да води сметка за сите граѓани на Република Македонија, бидејќи во оваа држава не живеат само албанци, не живеат само македонци, туку живеат и сите останати заедници во Република Македонија и во оваа држава има уставен поредок
Тоа што 2,5 години некој сакаше насилно да ни го промени изгледот на уставниот поредок, да ни ги понижи институциите на системот, тој треба да биде повикан за велепредавство и тој треба да кривично да одговара. Иначе патем во изјавата на господинот Иванов денеска кажа дека во кривичниот законник има една цела дузина на кривични дела кои што се утврдени како дела против државата, токму асоцирајќи господинот Иванов сакаше да асоцира дека секој оној кој што ја загрозува независноста на државата, секој оној кој што сака да користи други држави, се со цел да се загрози уставниот поредок на Република Македонија, тој треба да биде повикан на кривична одговорност и треба сериозно да се замисли господинот Заев заедно со неговото раководство што прави во Република Македонија, бидејќи е дојден час, е дојден ден кога ако правниот систем не профункционира така како што треба, очигледно дека народот и граѓаните жестоко ќе му се спротивстават, затоа што веќе играње со државата нема, дојдено е до таму, дојдено е не до црвената и до жолтата линија, дојдено ни е преку глава на сите да гледаме како некој, користејќи го меѓународниот фактор, искористувајќи некои позиции од претходно поставени од неговото раководство во институциите и во Европска унија и во Соединените американски држави и така натаму, како сакаат да ни го видоизменат уставниот поредок, да ни ја сосема претумбаат на глава државата во име на некаква демократија. Јас се извинувам, меѓутоа такво нешто не почитувам, нема да толерирам и се додека можам да зборувам, ќе зборувам дека вакви антидржавни, антиуставни, велепредавнички действија не смеат да се толерираат и мораат да бидат најостро санкционирани во Република Македонија. Затоа што ако не покажеме ние дека сакаме да си ја зачуваме Република Македонија како наша единствена земја, во тој случај верувајте дека однадвор ќе ни гледат сеир, ќе си се ситат на нашата неволја и ќе си едноставно прават како што сакаат тие. Македонија нема да ја има доколку институциите на системот не функционираат така како што денеска господинот Иванов функционираше, во согласно со уставот и со законите. Инаку, во моето интервју што го дадов на ТВ Нова, точно реков дека председателот на државата не може да бара гаранции како што ги побара за гаранција за заштита на унитарниот карактер и гаранција дека ќе се реформираат безбедносните сили. Тоа не се доволни гаранции. Председателот Иванов денеска како што постапи во согласно со уставот, затоа што неговите работни права и должности се утврдени во уставот, а уставот треба да се чита од првиот до последниот член. Тој треба да знае што е противуставно, треба да ги спречи сите тие обиди противуставни и мора да реагира пред сите нас, и пред граѓаните, и пред меѓународниот фактор, и пред останатите институции дека во оваа земја има правни правила и дека има правна држава и дека влада е правото. И јас ќе го повикам господинот Зоран Заев, ако е навистина подготвен да во оваа држава влада е правото, да престане со вакви действија и со вакви кукавички јајца да ни ги всадува во системот, за да можеме да владееме во согласно со правото. Да не ни доаѓаат некои од Тирана и од Косово да ни зборуваат што треба да постои во Македонија и како треба да организираме нашата држава, туку едноставно да не остават на раат, да си се организираме така како што треба и најважно од се, изборната волја на граѓаните да се почитува. Оваа албанска платформа ни беше тутната постизборно. Оваа албанска платформа не е израз на изборната волја на граѓаните и оваа албанска платформа мора да биде осудена од сите, вклучувајќи го и Заев, а не како што слушаме денеска, едноставно не само што не сакал да ја осуди кај господинот Иванов, туку рекол дека тоа е право на неговата коалиција, на неговата партија и така натаму, која што во иднина треба да направи нова платформа, нова програма, во која што ќе бидат инкорпорирани елементите на албанската платформа. Ја слушаме вчера подпредседателката на СДСМ зборува за некакви за некаков соживот во Република Македонија, дека сите треба да се солидаризираме меѓу себе, дека секој што претрпел штета треба да се солидаризира. Дали е тоа навистина владење на право и владење на демократија? Дали се тоа навистина чекори, лидерски чекори,
по кој што Македонија треба да оди, или се мутирање на се она што за кое што се залагаат тие, наводно се залагаат за демократија, а всушност продаваат странски сценарија и спроведуваат странски сценарија во Република Македонија. Да, ќе се навратиме повторно на она што го кажа денеска Заев и Иванов, одлуката негова. Господине Ристовски, платформата прво беше услов за формирање на влада, а сега е услов за доделување на мандат, ако може тоа така да го кажеме. Како вие гледате на оваа одлука од председателот Иванов и како гледате на овој документ кој беше подготвен во Тирана? Пред да дојдеме до анализа на одлуката денешна на председателот Иванов, мислам дека потребно е да дадеме една мала теоретска експликација на претходните две фази. Според мојата анализа, знаете, во теоријата на политичките науки постои стратегија за инсталирање на кризи или стратегија за кризи. И нормално тие стратегии се следени со манипулативни тактики. Сега, тоа е познатата хегелијанска диалектика фактички. И сега, мојата проценка е дека во нашиот случај е применет токму таквиот концепт. Имено, во првата фаза вие создавате или вештачки креирате одредена теза во јавноста, која што може да биде еден силен мотивационен фактор или мотив со потенцијал внатре да ги катализира, да речеме, емоциите кај одредена група од населението. Вие, давајќи ја таа теза во јавност, веднаш сакате да провоцирате реакција кај одредена група на граѓани и претежно таа е емотивна реакција, чувство на загрозеност, страв, во нашиот случај страв за еднината на државата, страв нели од двојазичност, федерализација, кантонизација и така натаму, што го продуцира чувството на загрозеност по етничка линија, да речеме, од другите. И кога вие ја провоцирате таа реакција и секој пат се користат во ваква ситуација под јармените медиуми, значи таму каде што е остварена превласта, и користејќи ги медиумите се билда една заострена атмосфера во јавноста. Таа атмосфера ќе се наелектризирува до степен до кога ќе процени одредена политичка елита дека е таа корисна. Сега, внимавајте, парадигмата е проблем, реакција, решение. Тоа се етапите, нема други. Ние имаме добро искреиран проблем на тој начин што, внимавајте, се согласувам, после изборите стапува на сцена платформата. И тоа под покровителство на меѓународен елемент. Еве една соседна држава. И сега платформата во суштина за мене е кукавичјото јајце кое што се подметна нели во гнездото над што туку зачнатата демократска јавност која што почна да се буди после нели овој резултат на изборите од 11 декември. И сега во тоа гнездо се подметна ова кукавичјо јајце платформа и сега внимавајте, вие наместо да го храните оној дел од доската кој што ви даваше предност пред изборите, тоа е соголувањето на оваа методологија на автократско владење на владата во изминативе 10-11 години, каде што вие остварувате предност и ја билдате демократската јавност, одеднаш, внесувајќи ви кукавичјо јајце, вие трошите енергијата да го храните тоа кукавичјо јајце и на тој начин постепено го губи потенцијалот и острицата овој другиот дел кој што беше предност до пред изборите. И ова е маестрално одиграна политичка игра. За жал, позицијата не ја прочита навреме и мислам дека се уште ја нема сватено. Втората фаза во делот на реакцијата еве успешно се одвива. Народот е на улица и сега се мобилизира дури и неопределените делови и со тоа владеачката елита која што беше во изминативи 11 години повторно го враќа својот авторитет на сцената и доаѓаме до делот на нели решенијата од кој што првата фаза е ова одлука на председателот Иванов. Значи, за мене ова е една голема политичка игра и тука јас постојано говорев и во многу политички дебати велев дека на платформата не е сезона сега. Не е сезона никогаш. Сега, колега. може би Никогаш. во некоја фаза пред влез во Европската Унија или во членството на НАТО. Не. Ние треба дома да си направиме платформа заедно, инклузивна платформа, Добро, заедно со албанците, ако ја гледаме со од сите. вашиот аспект, да, меѓутоа ако ја гледаме од аспектот, да речеме на албанскиот корпус, тие ја представуваат и ја перцепираат платформата, иако таа се уште е енигма во сите детали за нас. Како ја е перцепираат, кога ја има целосно. ја перцепираат како едноставно унапредување на одредени
права, во делот на правдата, еднаквост и слободите, во делот на албанското граѓанство и така натаму. Од тој аспект, ако гледаме, има простор и во рамките на Охридскиот рамковен договор да се унапредат Никогаш не сме затвориле дебата. Ова е вмешување, директно. Да се унапредат одредени права кај албанското граѓанство, но јас постојано велам, вие не можете по етничка линија да ги унапредите тие права. За вас вие за да унапредите било какво право на било кој граѓанин во државата, посебно на албанските граѓани, ви треба систем, ви треба функционирање на системот, ви треба владење на право, ви треба поделба на законодавна, судска и извршна власт, ви треба функционирање на институциите. Системот треба да функционира. Кои права не му се задоволени на албанецот во Македонија? Има можност, па дури еве ако земете јазичниот идентитет. Добро. Едноставно има простор каде може тоа да се унапредува, но во една поинаква атмосфера. Треба обштествена дебата, сериозна, длабока. Тоа е прашање од голем габарит, од тежок историски формат. И за тоа треба сериозен обштествен договор. За тоа треба анимирање на јавниот дискурс во насока на дај да ги исцрпиме сите можности, да ги анулираме сите критични точки кои што може да бидат дисторзија на системот во дадена фаза, за да заедно одиме напред. Албанците немаат недоволно, немаат супер права кои ги нема ниту едно малцинство во друга држава. Еве посочете ми една држава. Вие сте правник и знаете дека нема право кое што не може да не биде унапредено. Јас не сум против правата, но сум да се движиме во рамките на европските и меѓународните стандарди. Ако имаме глас на разум и ако имаме чувство за припадност на нацијата. Да, ама не вака, колега. Точно дека не вака. Во една нормална атмосфера, во стабилизиран политички поредок, значи во стабилизирани односи во системот каде што немате вие играри, каде што немате скриени намери, каде што имате честен пристап, нели, ако сме патриоти. Никој не е проблем, ако имаш честен пристап. Јас често го говорам тоа, подразбира дека секој еден што е роден и што твори и чекори на ова парче, јас ја велам света македонска земја, има право да ги ужива сите права и нормално и корпусот на идентитетски права и така натаму. Нормално, според европските стандарди, според светските стандарди, има според академските стандарди, ние точно знаеме докаде е границата и докаде се може заеднички да одиме во тој дел на кога ќе застанеме сите пред македонското знаме, кога ќе се поклониме сите и ќе молчиме пред македонската химна, кога сите ќе кажеме дека оваа Македонија ни е единствена држава, единствена татковина, за која што сите застануваме, без разлика какво етничко потекло имаме, кога ќе кажеме дека сите сме македонци и сите сме дел од македонската нација, со етничко потекло, албанци, турци, власи, роми и така натаму, тогаш ќе можеме да зборуваме ќе отвараме дебата, јас ќе бидам прва што ќе отворам дебата за јазичните права, за културните права. Како ќе дојдете до таа како што функционираат сите демократски држави. Франција има француска нација, Америка има американска нација. Не можете механички тоа да Не, ве молам, тоа се демократски воспоставени стандарди кои постојат децении, векови назад. Охридскиот договор ја направи оваа држава зомби држава. Сакаме да го напредиме, значи сакаме уште повеќе зомби да биде оваа држава. Друга работа околу делот на унапредувањето на правата. Да видиме до каде може да оди со напредување на правата. Има конвенции кои што точно го определуваат ширината и содржината на тие права. Ова е веќе отидено преку тие конвенции. Тоа е една работа. Втора работа кажавте околу подјармените медиуми кои што дигале атмосферата. Па добро, сега дали подјармени медиуми беа тие кои што истото ја билда атмосферата кога имаше шарена револуција, кога имаше или која билдат атмосферата кога имаме оние спектакуларни, да не кажам циркузантски настапи на СЈО, кој што според мене е едно антиуставно и парадржавно тело. Еве кажете ми вие, по кој член од уставот СЈО постои, за да ние го третираме како орган на државата. Нема таков член. Прашете ги во ВМРО, тие гласа во собрание исто така знаат по кој член. Професоре Климовски, да го слушнеме вашиот став околу одлуката на председателот Иванов, би сакала па да одиме со блок реклами. Како вие оценувате ова, дали председателот Иванов постапи согласно своите овластувања или ги пречекори? Изјавата на овој чин на председателот Иванов го ценам како патриотски чин, државнички чин, кој што практично го изрази духот на волјата на македонските граѓани, на огромното мнозинство на македонските граѓани, кои што се повеќе и повеќе
го искажува својот револт со оваа масовност која што во текот на деновите се повеќе ќе се зголемува. Изјавата беше точно дадена по содржина како што треба, и по устав, значи, и по форма, и точно на време беше дадена. Значи, ситуацијата е денеска многу јасна. Так. Значи, народот повеќе не може да поверува на лагите на Зоран Заев, што ги ширеше, ги дифузираше преку нели подјармените медиуми. Еднаш, денеска ударот е врз основните, врз темелните вредности на кои што почива оваа држава, меѓу кои што е и јазикот, и дека особено веќе не може да се толерира прифаќањето, не дај Боже имплементирањето на оние точки од албанската платформа, која што најде погодно тло кај оваа веле предавничка структура која што денеска ја гледаме во СДСМ. Така што тајмингот околу тоа кога излезе оваа албанска платформа на виделење исто така добро определен после изборите. Народот не гласаше за неа. Дури ни оние гласачи, македонски граѓани кои што гласаа за СДСМ, гласаа за партиските програми. И она што е многу битно ова... Предпоставувам гласале за просечна плата од 30.000 денари, како што гласаа за ветуваше. почитување на уставот, пред се. Да. Она што е многу битно е да Зоран Заев, ако сака да биде мандатар и премиер во еден подоцнежен период, јавно да се откажат од албанската платформа. И јавно да кажат сите кои што ја прифати албанската платформа, дали принципите и целите кои што се во албанската платформа, а кои што се антидржавни и противуставни, ги има како принципи и цели во нивните партиски статути и да идат нивните статути на ревизија пред пред регистрациониот суд на партиите, да видиме дали ќе поминат. Практично, ако тие програми, кои што се во албанската платформа, кои што е платформа на туѓа држава, се преточат во нивните партиски статути, нивните статути при пререгистрација не ќе може да поминат, практично тие партии треба ќе бидат укинати од страна на самиот суд. Тоа го кажува правото. Добро. Извинувам, може ли само една реченица? Ако го гледате изолирано членот 90, таму вели председателот е должен да го даде мандатот. Значи, он е должен да го даде мандатот на тие кои што имаат мнозинство во собранието. Но, една уставна одлука од пред години, професорката подобро знае, му дава за право да го употребува членот 84. За волја на вистината тоа е така. Членот 87 пак го врзува да работи уставно. Согласно И сега- уставот и законите. Фактички, ако го гледате изолирано членот 90 и кршењето на членот 90, од една страна, од друга страна уставната одлука му дава право да се оправда со член 84, јас приметив дека го внеси и членот 1, суверенитетот, а нели по дефиницијата суверенитетот е авторитетот да владеете суверено одредена Така е. територија, без влијание на било Така е. кого од надвор. Суверенитетот му припаѓа И на сега- граѓанинот. И сега тоа е многу шкаклива ситуација, многу лоша ситуација, поготово поради тоа што и членот 90 е недоречен во тој дел така. и дава можност за произволности. Но, јас реков дека сето ова е веќе последица, реакција на нешто што претходно се случува. Мојата проценка е дека може ќе говориме понатаму дека ние мора да го репостулираме системот, да ги вратиме основите. Разрушени се тие основи. Но како со А дали прифаќање на мислите албанска дека платформа? шарената револуција беше исто така дел од тоа сценарио или стратегија за која што зборувате? Значи, вие зборувате за некаква стратегија во која што нели целта е да се насочат граѓаните и системот кон криза и потоа да ги вадиме последиците, односно носењето на одлуки. И друга работа што сакам да кажам. Шарената револуција беше класичен дел од таа ваша стратегија што ја велите за инсталирање на криза во Република Не е тоа моја Македонија. стратегија, него. Добро, таа што ја Генерална зборувате. стратегија. Така што ако ги земеме работите многу отпорано, бидејќи ова сега што ни се случува е само реакција, особено граѓанската иницијатива е само реакција на целото противзаконско и противуставно делување на опозицијата во целиот овој изминат период. И од друга страна, толеранцијата на власта, затоа што извинете, во една држава
држава каде што владее правото, било кој човек, па нека и лидер на опозицијска партија, да ти влезе во кабинет на актуелен премиер и да му каже дека ако за 3 дена не си оди, затоа што има снимки и така натаму кој што ги добил од некаде, ако не си оди, ако не ја напушти премиерската функција, дека ќе биде сменет од негова страна, тоа извинете, и ако сето тоа го имаш со ПИМ мерки обезбедено како доказ, тој човек требаше веднаш штом си замена од кабинетот да биде приведен, затоа што тоа е кривично дело, насилство против органи на државна власт, односно против институции, а јас тоа го третирам исто така како велепредавство, затоа што со самиот чин дека вие сте влегле во институцијата и се заканувате, уценувате и сакате на тој начин да го промените уставниот поредок, затоа што тој човек е донесен таму со изборна волја, со граѓанска волја. Зборувам за тогашниот премиер Никола Груевски. Така што, вие сакате фактички на сила, не со употреба на оружје, меѓутоа со употреба на психолошки средства и механизми да направите пресврт во уставниот поредок, да направите нешто што е сосема нема легитимна поддршка и правна поддршка. Против законското и против уставното работење не смее да се гледа само во овој дел вие кај што го насочувате кај опозицијата. Треба да се гледа и кај методологијата на автократското владење во изминативе години на гарнитурата на власт што беше. Сакате да ви кажам што е автократско владење? Автократско владење. Сакате да ви кажам што е автократско владење? Да некој ви организира студенти, да дојдат и да ја прекршат автономијата на универзитетот и правото на академска слобода, но и правото на професорот да може да предава без да го малтретираат во служба, а тоа е све сценарио и сценирано токму од тие автократи за кои што вие сакате сега да ги пресликате, дека другиве се автократи. Не, тие што го смислиле сценариото се автократи, вистински автократи. Тие што сакаат да цензура, да им наметнат комплетно. Не, јас велам дека погрешна ви е тезата за автократско владење. Тој што сака да наметне цензура врз медиуми, тој што ги нагласува дека медиумите се непријатели на една политичка структура. Ви се молам, ја не сум слушнала од господинот Груевски, еве, ајде кажете ми една изјава на господинот Груевски, каде што тој вели дека некој медиум, А1, Слободен печат, Плюс Инфо, дека се непријатели на ВМРО ДПМН. Почитувани, се извинувам, морам да ве прекинам, правиме една пауза за реклами, секако претходно би сакала да слушнеме една изјава, ги споменавме протестите, протестите кои се организирани од иницијативата за заедничка Македонија, како еден од организаторите на тие протести се јавува и внуката на Крсте Петков Мисриков, а денеска ние го снимивме и внукот на Методија Андонов Ченто. Би сакала да го слушнеме и неговиот став. Одиме после тоа со еден краток блок реклами и се враќаме во студиото. Останете тука. Прилепчани денеска излегоја масовно, излегоја се македонски и се надевам дека ќе продолжи се до онаа цел, додека македонските политичари, особено оној дел што сака да ја прифати платформата, дека нема да успеат, дека македонците се обединети околу идејата за унитарна Македонија со еден службен јазик, да не дозволиме нашите предци да се превртуваат во гробот со некои политичари од иднината како што е господинот Зоран Заев, што сака да ја продаде и предаде Македонија. Да не го дозволиме тоа. Денеска овие ситуации што се изминативе 2,5 години, гледаме дека Македонија е на ивицата на пропаст. Значи треба да се застани, да се има една платформа заедничка за просперитет на Македонија. Доста ни е од делби и поделби. Значи треба да сватиме дека со уцени не поминува ништо. Уценети бевме 2001, уценети 2004, се надевам дека во 2017 ќе донесеме прогрес за државата, а не со Повторно назад во студиото, отвореното студио на телевизија Нова, професор Климовски, одлуката е веќе јасна на председателот Иванов. Заев не се откажува од платформата, тоа му го соопштил и на председателот Иванов кога бил на средба кај него, но го соопшти и на пресконференцијата која се одржа попладнево. Како сега понатаму, може ли собранието само да се конституира, нели да закаже седница, да ја заврши само работата, да ја дозаврши почнатата седница, да се изгласа нова влада или да се распишат нови избори? Кој е сега излезот од оваа ситуација? Ништо не го спречува собранието да се конституира, односно да продолжи конститутивната седница, да се изберат председател, да се донесе одлука за распишување на избори, кој што ќе потпише председател за избори за локални избори.
За влада, ако ме прашувате, за влада прашањето по мене е затворено. Затоа што мандатар нема, бидејќи нема мандатар, нема овластен предлагач на министри. Ако вие немате овластен предлагач на министри, како ќе предложите влада? И програма за влада. И програма за влада. Членот кој што му дава право на председателот да го определи мандатот, представува не само право, туку и одговорност за последиците од доверениот мандат. Председателот, имајќи ги сите информации од службите, дека ова прифаќање, ова антидржавна и противуставна платформа ќе предизвика немири кај мнозинската заедница, му даде право да не му го даде мандатот на Зоран Заев, за да превенира понатамошни продлабочувања, односно понатамошни сукоби и зголемување на тензичноста кај мнозинската заедница што живее во Република Македонија. И конечно да го заштити уставниот поредок онака како што е предвиден, физиономијата и содржината така како што е предвидена во уставните решенија. Значи, нема мандатар во овој случај веќе, нема овластен предлагач на министри, нема овластен предлагач на програма, нема влада. Да. Тоа е, следен чекор што може да си направи собранието е да се договорат, да се самораспуштат и да закажат нови избори. Бојана, значи многу е едноставна работата и покрај тоа што гледаме дека експертиве од СДСМ посебно сакаат сега да ја креваат тензијата. Значи, уставот е многу јасен и покрај тоа што е целосно недоречен, или ние за тоа веќе дебатиравме, нема што да се враќаме повторно, дека фактички во Република Македонија можеш да имаш еден мандатар, кој што треба да ја заврши, да ја заокружи, би рекла, целата работа околу составувањето на влада. Втора постапка, второ доделување на мандат, трето доделување на мандат има во Словенија, има во Хрватска, има во други земји, бидејќи така уставот им налага, бидејќи си има уставни одредби кои ги предвидуваат стрикно, значи многу јасно, многу описно дури ги предвидуваат сите чекори како треба да постапат политичките партии во такви ситуации. Ние за жал во нашиот устав сме хендикепирани и немаме разработена постапка што потоа кога првиот мандатар нема да успее да состави влада. Сега, председателот на државата јасно упати на еден многу, можеби техничка работа, не многу важна работа, суштинска, дека во овој случај ние имаме и прекршување или погазување на роковите кои се предвидени во однос на првиот мандатар. 10 дена и 20 дена. Председателот на државата рече дека оваа одлука и доколку била донесена ќе беше спротивна на рокот од 10 дена. Зошто? Затоа што прво што требаше да се направи, требаше да се конституира, конституира комисијата за избори и именување, која требаше да предложи кандидати за председател на собрание. Председателот на собранието, значи тој кој што ќе го избере, требаше да го информира господинот Ѓорги Иванов за тоа дека има парламентарно мнозинство, кое парламентарно мнозинство ќе му даде основа, за да може да го избере мандатарот секако доколку се е во рамките на уставот, односно доколку таа платформа не биде содржина или основа за формирање на новата влада и на новата владена програма. Значи, и тука имавме, би рекла, технички проблем, но сепак проблем надвор од уставот. Немавме рок во кој председателот на државата ќе можеше да го додели тој мандат. Суштествената причина зошто го одби господинот Ѓорги Иванов Заев е затоа што фактички основата на таа нова владена програма ќе биде кукавичкото јајце, врз кое што ни се поттурна во земјата, а кое што кукавичко јајце е спротивно на уставот и е спротивна на уставниот поредок. И многу се едноставни работите. Втор момент кој што е исто така многу важен, како понатаму. Значи, дали сега, ако вие велите собранието треба да ја продолжи онаа конститутивна седница и треба да се организираат прво комисиите. Но што доколку пратениците на Заев и доколку албанските пратеници не сакаат да влезат во собрание и да продолжи сега, значи, јас слушам од експертиве дека тоа можело да се направи во Жена парк. Така слушам дека изборот на влада можело да се случи било каде, не мора во собрание.
Значи, до тој степен се сака да се релативизира работата, до тој степен сака да се направи од оваа држава параспор држава, да тоа веќе е неописиво. Значи, експерти луѓе кои што се професори, кои треба да држат до своето достоинство и до својот академски и научен статус, даваат предлози кои немаат, како да ви кажам, никаква врска не со правото, немаат никаква врска со реалноста и со она што треба да ни се случува како сериозна држава. Значи, го слушам господинот Фрчковски, кој вели дека тие ќе се самоорганизирале пратениците, ќе се состанале во собрание и дека тие ќе си ја избереле новата влада. Значи, во постапката за избор на влада има 3 клучни действија. Првото действие е председателот на државата, кој што е клучна фигура, го дава мандатот на новиот мандатар. Новиот мандатар, врз основа на претходни направени консултации со политички партии со кои што може да коалицира, се состануваат, се договараат, преговараат и одлучуваат за состав и за програма. Тоа е вториот момент. И третиот момент е пратениците во собранието ја гласаат таа нова влада или тој нов состав на влада со 61 пратеник. Ниеден од овие 3 елемента не смее да биде испуштен, не смее да биде заобиколен, не смее да биде тргнат настрана, ниту пак да му бидат да му биде вршен притисок врз сега врз господинот Ѓорги Иванов да се откаже од оваа одлука, како што слушаме дека ќе се случува во наредните денови, вклучително меѓународната заедница ќе почне да притиска и веќе притиска врз господинот Ѓорги Иванов да се откаже од одлуката и така натаму, но она што е клучно е дека тој не само што нема да се откаже, затоа што уставот му налага да не се откажува. Па ќе кажам, кога се чита од првиот до последниот член, а не само тој став дека тој е должен да го даде мандатот на оние партии кои имаат мнозинство, туку дека тој треба да го почитува уставот во целост. Тоа значи дека трите клучни сегменти мора да постојат во уставната процедура на организирање на новата влада која што ќе биде избрана, ако биде избрана. Секое заобиколување на некоја од институциите ќе биде проблематично, ќе биде надвор од уставот и Уставниот суд таквата одлука за избор на влада, затоа што се објавува во службен весник, ќе мора да ја поништи подитно, значи да ја поништи како невиден преседан, политички и правен преседан, кој има за цел да ја загрози сувереноста, да ја погази сувереноста на државата, но и на граѓаните, бидејќи ние не сме гласале за ништо што е таму и на крајот на денот мора да застане во одбрана на граѓанскиот суверенитет. Уставниот суд ќе мора да ја поништи таа одлука час поскоро. Господин Ристовски, така, вие кој е вашиот став? Како понатаму еве го слушнавме мислењето на професорите по право, како вие гледате како политиколог на ова? А не ова политичко прашање, ова е правно прашање. Точно дека е правно процедура е гласање на влада, односно избор на влада. Овдека теории политички како било, што било во историјата и така натаму, тука не игра улога. Ова е класична игрите како улога игра, него дозволете да го објаснам. Класична правна процедура. Ако е суверено право мандатот да го дава председателот го повика лидерот на Социјалдемократскиот сојуз и му ги даде условите, да, обезбедете ги подписите и ќе го добиете мандатот. Не реков суверено право. Ако дадете вие на политиколог да коментира право, ако дадете право на политиколог да коментира право и процедура, рачунете дека работата сте промашиле. Толку од мене. Внимавајте. Ако го има мандатот председателот, односно ако го има правото да го додели мандатот, а тој го повика лидерот на Социјалдемократскиот сојуз, тогаш го повика со некоја цел, ако ги исполни условите да му го даде мандатот. Значи го имал тоа право да го даде мандатот. И председателот проценил дека може да го даде и веројатно ја користел онаа уставна одлука од пред 10 години, кога Уставниот суд целиот процес и правото на давање на мандат е во рацете на председателот. Ако сакал председателот Иванов да го даде мандатот, ќе го дадел без поставување дополнителни услови. Да не беше платформата хипотетички, да не бил според негова проценка загрозен суверенитетот и така натаму. Председателот ќе го дадел мандатот. И тука вашите аргументи паѓаат во вода. Тоа не е на државата. Добро, ама еве хипотетички немало платформа. Еве хипотетички немало платформа. Може да го даде, може. Хипотетички
Види, Може да го не даде. постоеше платформа и ВМРО, ДПМН и ДУИ ќе се договореа. Член 90 Значи, е да јасен. не постоеше Член 90 е јасен. платформата. Ама не Должен може е да 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 даде не на постоеше субверзивни и антидржавни платформата. структури. Не, Ова е това е друг момент. класична А тоа е Оставете го саботажа. тоа на Не, страна. тој е клучен Еве момент. хипотетички да не бил. Не, не. Ова е Тогаш вашите класична тези се изместени од саботажа. доската. Не се точно, не е Значи точно се дека работи, се изместили изместени. се. Не, не, не. Значи да не беше платформата, да правото не на беше председател платформата ВМРО, ДПМН и Дали ќе ДУИ го ќе си доделеше Иванов направеше, мандатот? ќе си направеше влада Или без ќе најдеше никаков друг проблем. Се Не е работи за точно. одбрамен механизам Значи- на државата. Членот кој што му дава право на председателот да го довери, да определи мандат, е одбрамен механизам точно од вакви антидржавни и субверзивни елементи и структури кои што сакаат да го урнат уставниот поредок. Не се фоскули, не е точно. Кривичниот законник, прочитајте си го во кривични дела за против државата. Против државата. Немојте. Ова е против држава. Ова е све рушење на основните постулати врз кои што е заснована државата. Вие имате директен атак врз јазикот, имате директен атак врз идентитетот, имате директен атак врз сувереното право на граѓаните да си ги избираат своите представници. Извинете, лагите на господинот Заев и Шекеринска дека во нашиот избирачки список има пола милион фантоми. Тоа е дел од вашата таа стратегија што ја спомнувате за субверзивни действија. Македонија е подведена 3 години на психолошка специјална војна, која што знаеме со какви механизми, со какви црни пари, со какви све притисоци од надвор не се прави, за да државата клекне на колена. Не клекнавме, можеби малку се подспуштивме, ама не клекнавме. Знаете Државата зошто? клекна на колена затоа Знаете што зошто? некој Добро. го злоупотреби владењето и ја Да. злоупотреби позицијата на моќ и власт. Се извинувам, Како? оставете ме да довршам. Ајде, Еве ќе вака. слушнам, да. Владата Да. е таа што владее, Добро. но владата нема право да го владее парламентот. Нема право да им бира да подпишуваат меници претениците. Точно, има Нема право право да ги менува Нема судиите. право да бидат претениците Има кукли во право да рацете ги на владата. менува Второ, судиите. Има судот. право. Има ли Судот право? не Резбор смее да да прави биде на право. суди. Оставете ме да довршам. Дали владење Судот. на право? Има ли право Генерален резбор Владата не на смее да го суди. владее судот. Тоа е основниот вредносен модел на Вашиот подела на премиер, власта. тој што вие го Како е застапувате, можно? сака да направи Добро, генерален вам, резбор на професор, суди. совеста не ли ви говори малку? Мене совеста Дали ми е совеста ви говори? апсолутно чиста. Како е дозволило министер премиер да се јави на судија или во суд, председател на суд, да мести судски одлуки? Снимени, не се наши. монтирани, лепени и така натаму. Оставете Тие тоа. да си ги ставите, да си ги носите дома и да си ги оценувате да си ги тие носим. луѓе кои што може да ви паднат на вашите уцени. Судот. Тоа се уцени Судот класични. и денеска. Класични. И денеска е судот Нека кукла во докаже, рацете. нека докаже Внимавајте што се Заев прави. во суд. Тие суди Што е што тоа? независно Дали е мислат, тоа самостојно доказ? одлучуваат, Почитувани, тие ајде да судови се ги вратиме тргате. на ситуацијата. Значи, Ја нека мислам да докаже во во суд судите дали ќе- се Тие- тие докази. И системот е разрушен. Тие материјалите. Владењето на правото е разрушено. Не, Тоа вие е клекна државата на колена, професорке. Да, Не е ја така. клекна на колена, Злоупотребата на власта, злоупотребата на моќта и влијанието ја клекна државата. Да ја доуништи така како што Не ја намерила клекна опозицијата со или неговиот жолти комбиња или некој од странство. неговиот Не. концепт, Начинот, сите методологијата се на владење сменат, клекна државата. јавно Ај сега вака да се обвинителство навратиме на- да се инсталира СЈО во редовното јавно обвинителство, па ги знаеме, па не сме од вчера бе колега. И Не како, сме од еве да вчера ве и не прашам, сме чекајте, да- и не не. сме не пиеме нафта, Чекајте значи само, многу добро да ги прашам. знаеме работите. Еве, покрај све. Зошто се Ајде сложите за професорот све кај Кривовски така? да Еве. го слушнеме. Ја не се зошто- служив, ја од сам зошто- почеток кажав дека тоа е противуставен орган. Ја од сам Професорке да го почеток. слушнеме. Па еве нека професорот Гукини устини Кривовски. слуша. Па Ајде. нека Гукини. Точно. Ако мисли дека е против, устане нека го слуша. Години ги слушавме, исто Точно. овие работи. Исто ги слушаме овие работи. За фантомски гласови, жолти комбиња, суди, судството нечини Режимски кривични, новинари. нечини судот нечини Да, во управен нечини Македонија да. цвета демократијата, Да. затоа паднавме на ниво на хибриден Да. режим на сите Како- светски Ау, режими. да, Како по вие кои ќе анализи добро да на прашате. Джордж Сорос? Како вие ќе На кажете Сорос? дека имаше и дека имало 500.000 тој фантомски Сорос гласа, мора. дека имало 500.000 фантомски гласови, кога на овие избори тие кои што ги обвинувате за сите овие работи за кои што ги кажавте, освои 455.000 беше победник. Кажете ми го, тој момент еве. И како мислите, Зоран, чекайте сега, и како мислите, тој што изгубил на избори, преку Да биде трупа премиер. со антидржавна субверзивна платформа против државна да стане премиер на држава. Демократијата си има познати механизми. Каква демократија? Абе, слушај, каква демократија
демократија е владење на мнозинството. Изборна демократија е врв на демократијата. Дали сваѓате? Го напаѓате кривичен, го напаѓате управен, го напаѓате влада, напаѓате министри, напаѓате све. Ништо не чинело. Еве народот слушаше 2,5 години, пак истите гласови ги доби. И сега не, како не, тоа сите се реши? уценети. И Сите се уценети. Сите нас тука ни држат пиштол. Дај бе, дај да се бидеме реални. Никој не го оспорува демократскиот исход што се случи на 11 декември. Како не го оспорува кога го оспорува Заев? Како не го оспорува? Тој цело време вика јас сум победникот. Јас сум победникот вика. Јас сум победникот. Кој победник? Ама ќе дозволите ли една реченица да се искаже човек? Ајде, повели. Никој не ги спори резултатите. Во дадената фаза таа е политичката карта, но не ги спорете ни 612.000 гласови кои што се генерално опозицијски. Никој не ги спори. Знаете, сега ја морам еден духовен вредносен принцип да внесам. Злото го повикува злото. Целта на злото кај другиот е да го најде длабоко во срцето злото кај другиот и да се спои, да се размножи. Така злото се размножува. Исто е во политиката. Ако вие внесете, ве молам дозволете. Ве молам дозволете. Во политичкиот модел во Македонија злокопта е внесена на јавна сцена во овие 10-11 години. Со зло се пресметува со политички противници и вие тоа не можете да го оспорите. Па како со зло и со динамит се рушат објекти од политички побуди. Не можете тој што поинаку политички мисли од вас, вие да го ставате под пресија, ве молам господине. Не можете да го ставате под пресија, како не му рушите со динамит. Му рушите со динамит, му рушите телевизија, му затварате. Дека золите кон владата беа на Груевски? Неколку илјади луѓе седат уште под мерка притвор со години внатре, без судска одлука. Добро. Под контрола ли е судот или не е под контрола судот? Како може без судска одлука? Ние имаме разорен систем. Ве молам, као политиколог ќе ве разберам. Султанатски да се правник ја не може да Како можете вие? И ве брифирам. Не. Нема апсолутно никаква реалност. Ај сега јас да ве замолам да се направи професорка Каракамишева, 15 години сум во влада. Добро. 10 години сум државен советник. Нема материјал на седница на влада што не е поминат низ моите раци од одредени области. Во оваа влада Во оваа влада, да. Добро. Не во оваа, неколку влади беа. Добро. Неколку влади беа. Јас пред година и пол поднесов доброволна оставка од позиција државен советник. Злото е внесено во системот. Добро. И вие тоа не може да го негирате. И сакате разговорите о снимките дополнително го потврдија тоа. Состојбата ја потврдија. Ние против ова треба да се избориме. Не смееме да дозволиме. Внимавајте, јас тврдам и вчера во една дебата кажав, ВМРО е во залог сега. ВМРО е во залог. Заради еден, двајца или тројца кои што длабоко го злоупотребиле системот, позицијата на моќ и влијание во јас не бранам никого. Да ви кажам, ВМРО во залог. ВМРО може да отиде во Неврат, ВМРО може да изгори. Мешиер се обиде во Словачка да владее на тој начин. Тој што направил криминал. И го снема со 2% заврши на изборите. Судот ќе каже дека е виновен. Судот ќе каже дека е виновен, не политичарите. Кажете кој суд, тој што е диктиран од тефтерот на некого. Сигурно не реизборот што го нуди Заев. Значи јас верувам се појавуваат 5 судии во кривични судии кои што пројавуваат независно автономно мислење и вие веднаш ги тргате на страна. И ден денеска. Да ве навратам на темата за протестите. Не само да се доведе. Нема совест во таа работа. Јас не бранам криминалци. Да ви кажам, ако некој се докаже дека некој е криминалец. Вие получувате студенти. Вие треба да се грижите за владење на право. Јас зборувам за презумпција на право. Ако некој судија мисли независно, и ако суди по закон и по совест, вие ќе го тргате. И за презумпција на невиност, и за законитост на докази. Ја ги учам студентите така како што треба. Па законитост на докази. Оставете СЈО да докаже има или нема, основани се или не основани. Тој се Зашто го негирате? делегитимира од самиот системот. почеток. Ама вие тргате со една теза и ширите конфабулации цело време во поглед на судството. Ширите конфабулации, кажувате судовите не суделе по закон, оние што требале да, односно суделе по закон и по совест биле тргани. Немојте така. Логика. Не е логика тоа. Значи, како да ви кажам, како може суд да прифати како доказ аудио нелегални прибрани снимки? Ве молам, не може да ги прифати. И како може? И сега вие барате од база на тоа што ама тоа е затоа се одбиени мерките. Нелегални снимки. Затоа се одбиени мерките. Тие снимки се индиција. Ама нема судот треба да суди по доказ материјален, они не му носат материјални докази. И судот ги ставите и да го донесат материјални докази. Еве нека донесат. Кои се материјални докази? Сакате да ви кажам со финансирањето на ВМРО што се случи? Ги носат членови кои што донирале политичка партија, кои што имаат право да донираат во политичка партија, ги седнуваат Каршенифи и ги уценуваат. Им викаат ако не дадете ваква и ваква изјава, ако не дадете ваква и ваква
исто така да ги оценува, така? Тогаш ќе имате проблем со себе, со своето семејство, со своето Професорка. работно место. Дали е тоа, Информација има дека дали е мртви тоа давале данаци. независно јавно обвинителство? Дали Луѓето е се тоа умрени, по вас? професорке, умрени се. А Таквите на од трансакцијска 500.000 донација се појавила. како фантомите на Рада, од 500.000. Па добро, оставете да Почитувани, докаже. ај сега вака да се докаже вратиме на се има или темата, нема. протестите ги Зошто споминавме. уплав толков? Нема Има уплав протести, никаков. одлуката на председателот Иванов е тука, може ли ситуацијата да ескалира со оглед на тоа што Демократската унија за интеграција предупредува дека сега може ова да стане да се префрли на интеретничка основа и дека ситуацијата во земјата може да биде катастрофална. Еве, му дозволувам на господинот. Кога имате ситуација на, да речеме, на електризирана политичка атмосфера, каде што имате од одредена политичка номенклатура постојано подбуцнување, па дури од лидер на една партија, дека народот треба да си ја земе државата во своји раце, вие постојано ја подпалувате атмосферата во јавност и масата се собира и тоа е можност, значи латентна, прекриена можност за лесна манипулација со таа маса. Дури криминогени групи може да се инфилтрират без знаење, со знаење не е важно како. Да направат белја. Може да се направат изолирани инциденти, може да дојде и до крвопролевање. Значи ова е сериозна опасност по безбедносната ситуација. Недостасува гласот на разум. Сега треба лидерот на ВМРО ДПМН да излезе јавно и да рече мора топката да се легне, мора да се смири топката. Ова оди го кажа, во Никола. лоша насока. Не, еве тој ви ги ја повика да излезе. поддршката, не е точно. Еве ви ја поддршката од ВМРО-вските пратеници, откажете се од албанската Зар тоа платформа. не е ли глас на разум? Имате 100 Зар не е тоа пратеника глас на на разум? Мислам, бе, располагање. молам. Откажете се од албанската Во даденава платформа, ситуација. Па откажете во се даденава од рушење ситуација на разум. македонскиот Не, идентитет. молам. Тоа е глас на Бе, разумот, молам. колега. Треба Тоа е глас на инсталирањето на разумот. злото на јавна сцена да се сопре. Кој е зло, бе, колега? Во албанската платформа е злото. Таму е. Значи, Тој е вие извора. треба да ја тргнете, а не да Ако ја- уште повеќе ако генерирате. сака- Јас Зоран кажам за Заев да платформата води. дека и кукавишо Па, ако јајци ја оставете ја на знаете, Е, па страна. таа е злото Ние сега таа Таа да ја тргнеме на таа се страна. злоупотребува сега Не е за тоа. да се Како бе, билдат молам. мускулите и авторитетот Не е на точно. Не е точно. не е Се злоупотребува точно. сега. Не е точно. Дајте, добро, дајте да ја прифатиме, да ја редефинираме државата и ќе кажеме, знаеш што, ние сме добри, да не Јас злоупотребуваме. рекам не е сезона, А, сега не, треба да не, оставиме разумот, нормална ве политичка молам, атмосфера. тоа е класична дифузија на Значи- дезинформација сега што ја правите и шпекулирате со во јавноста. Груевски кажа Немојте, бе, понеделата. молам. Јас Ако му ја барате давам сега, поддршката разум и на совест. Заев да направи влада со моите пратеници доколку е сигурен дека ќе ја тргне платформата и доколку почитува се она што нема да го наруши идентитетот, унитарноста на државата и прашањето околу јазикот, службената употреба на македонскиот јазик на цела територија на државата. Тоа е неподадена рака, ја не знам подобар гест на добра волја За и смирување на на тензија. политичко джентълменство во овој момент. Затоа Што што сакате повеќе? Ја не знам стварно што треба да му се Што направи, да му сакате се повеќе? поклони на господинот Што Заев. сакате повеќе? Што сака уште? Меѓутоа, кажете. очигледно, сега кажете. очигледно Прашете го, на јас- Заев не му одговара јас не да сум има адвокат 100 на македонски никого овде. пратеници, очигледно му одговара да има да се ја спроведе до крај онаа стратегија која што и сценарио кој што му е ставено во рака и за кој што тој си е богами добро. А добро, може ли да никој- очекуваме таков пресврт на работите Поставен. Заев после одлуката на Јас- председателот Иванов да рече добро еве ја прифаќам одлуката на Никола Груевски? Ја лично сметам дека не, затоа што господинот Заев е дебело заглавен, тој веќе влезе во една игра на сценаристот и таа треба да ја доврши. Големи пари се потрошени, големи се влоговите конечно и мислам дека тој нема да излезе од оваа ситуација, нема да ја подаде, нема да ја прифати понудената рака од господинот Груевски заедно да формираат влада, односно да му ги даде Па што може пратениците да да формираат очекуваме влада. следно од Заев? Може, не можеме, од Заев све и свашта можеме да очекуваме. Значи, тоа е една непредвидлива фигура, во зборам предвидлива, логички некои до сега потези од него не видовме. Све беше врз база на како да кажам, ширење на дезинформации, менување на ставови на дневна основа, конечно лажење за програмата, испадна едно да ветува под маса, после избори извади ја друго.
Не може да му се верува, непредвидливи се неговите потези, ќе видиме што ќе се одвива во една блиска иднина. Очекувам лично да кај тие пратеници во СДСМ и во ДУИ превлада разум и свесност, или да се откажат од албанската платформа, па нека формираат после влада, или да се соберат, да си ги измерат силите уште еднаш на избори. Од кога веќе картите се стави на маса? Да видовме кој што како мисли, како размислува. Веќе нема што да се таи, да се крие. Сценаријата се отворени, ко видовме сценарието кој е. Ајде сега бујрум на избори да видиме народот како ќе се пребриса и ќе се прегласа. И да видиме финансиската полиција да се ги земе работите малку. Тоа е значи процес паралелен кој што треба да се одвива до новите избори. Почнувајќи од утре е правосудните органи да си ги земат работите во свој раце. Бидејќи правосудните органи затаева еднаш 2015 година, затајуваат и сега. Тие се најповиканите да се произнесат во поглед на низа истраги обвинувања околу финансовските, да речеме, криминали кои што ги најавија како водење на истраги така натаму. И конечно да отворат, да видиме што и кој правел во време на тие кампањи, како се финансирале политичките партии. Тоа е една само да речеме. И како се делеле тие пари? Затоа што има во полиција сериозни докази врз кои што обвинителството сега покрана истраги и постапка, да се види како се делени, како се оценувани луѓе, како се влијаело врз слободата на определување. Искача шеф на држава и вика дека денески искочи и рече дека се работи за прифаќањето на таа платформа е чин на велепредавство. Тоа го кажа. Каде јавниот обвинител сега да искачи да видиме, да отвори истрага за велепредавството? Еве ви го член 305 од Кривичниот законник, кој што ви кажува за што е тоа велепредавство. Ја ви го прочитам што е велепредавство. Член 305 од КЗ-то вели вака. Тој што со употреба на сила или сериозна закана ќе се обиде да го измени уставниот поредок. Ова е менување на уставен поредок, конечно. Во Република Македонија или да го собери добро ќе се казни со затвор најмногу 5 години. Видите. Значи кој што со сила ќе го измени. Како со сила ќе го измени? Сака да направи софт државен удар, така како што он сега го обвинува Груевски, а тој цело време прави државен удар. Цело време прави. Цело време. Кој прави државни удари ако не опозиција? Не може власта само да си направи државен удар. Промената на устав бара двотретинско мнозинство. Системските закони бараат двотретинско мнозинство. Ги нема сега. Зошто ја наелектризирувате уште јавно таа платформа кога апсолутно безпредметно кога 2/3 од прашањата бараат двотретинско мнозинство, а ги нема во моментот. Прашам, зошто тогаш преговарал за банкноти кога ако тоа не е, тоа е спротивно на уставот, банкнотите да бидат со албански знаци и албански вакво на албанска азбука, да биде полицијата и армијата да бидат исто така двојазични, граничните премини да бидат со двојазични табли, тоа е спротивно на уставот. Тоа е примена на албански јазик на цела територија на Република Македонија. Тоа е спротивно на одредбата на уставот која што јасно дефинира амандман 5 каде се употребува и како се употребува друг јазик кој што го говорат најмалку 20%, а да не зборуваме, а треба да отвориме дебатата околу пописот, да видиме дали навистина албанците во Република Македонија се 20%, во што ја лично не верувам, затоа што има информации дека тие се некаде 16-17%, добро би било пред да ни ја дадат албанската платформа и пред да бараат било што понатаму во напредувањето на нивните права, да се преброиме конечно и да видиме во Македонија колку сме, па после ќе зборуваме за сите права. Значи Бојан се извинувам. Ајде само накратко ќе ве замолам, па имаме уште еден блок реклами. Вака никаде не одиме. Ајде. Омразата помеѓу двата клучни политички субјекта во македонскиот корпус е страхотно висока. И омразата нема ни најава дека може да омекне или да се свртат работите во друг правец. Значи тоа нормално ќе го искористи третиот. Секогаш го искористува третиот. Значи, не можеме да продолжиме со оваа реторика.
Не можеме, ние мора Со да фактите. смениме реториката. Второ, Со фактите. заборавете ја платформата. Платформата станува безпредметна после денесната одлука на Иванов. Ставете ја на страна. Добро. Добро, Ставете ја на супер, страна. супер ако е Тој ќе безпредметна. свати дека не е сезона, не е време и ја Како бе ставаме не на е страна. сезона, бе, не ви е срам да кажете дека не е сезона? Бе, ама не сме ние на пазар. Никогаш не може да биде сезона. Како да ви никогаш кажам, не може ама да биде никогаш не сезона. може да и биде сезона. Професорке. Ама не, аз ви кажувам како на граѓанин со граѓанин. Не може да и биде сезона на Внимавајте таа како со платформа. граѓанин, Јас многу внимавам. И се извинувам, нема да ми ширите и да ми ставате ампутирате дека ја ширам омраза. Значи ова што го зборам е фактичка состојба заснована врз факти. Ако вие имате проблем со фактите, Јас не пред реков кои дека што и вие ширите боговите омраза, ја реков молчат, омразата е на многу високо ниво и ние не можеме да продолжиме со ваква реторика. каква реторика? Фактичка реторика. реторика Ја ви која зборам што- факти. Не ви зборам омраза. Нема ништо што не е Која што Што засновано ќе на се волја факт. на вистината, Кажете. ни еден факт не слушнав. Ле, па тогаш Добре, имаме не можеме проблем со да слушателот Ова и не со... се факти. И со Ова се гостино. предпоставки, Видете, инсинуации секогаш го кога, говорат. Не, кога некој ќе предпоставки. дојде со одбранен механизам, значи кога ќе подигне државата, односно општеството одбранбениот механизам, и кога ќе проговори дека нешто не чини, дека нешто е труло, дека нешто боли, така натаму, веднаш другата страна вика говор на омраз. И сега, Така е, да, така. како сега ние да се одбраниме? Прво, не смееме да збориме за албанската платформа, да ја прифатиме, во ред. Не смееме да се побуниме за ништо, зашто ќе ширите говор на омраз, одма сте вие криви. Не чиниме и така натаму. Молам. Факти ќе кажеш. Ние не ми е можеме да многу се жал. браниме, добро е овака да се разговара. Мене ми е многу Дур се жал што- разговара, тоа е работа. Ние треба да разговараме и да разговараме. И да не се ова не е говор на омраз, ова е само една така Дебата. пожестока аргументирана дебата, секој со свој гледање на светогледи на политичкиот Ништо живот нема и да така постигнеме натаму. ако продолжиме да го цепиме на уште поголеми, на Се посети согласувам. пачиња македонското Така национално е. Се согласувам. Ама начинот Не на кој што можеме на тргнавте, овој начин да ќе го продолжиме. цепиме уште повеќе. Во даден Начинот момент- на кој Ајде, што тука правиме- Во даден момент мора да се седне на маса, Така е. мора да се Така е. разговара со разум. Со домашни сили. Значи, мора Е, мудроста така. да се внесе на масата. Мора да има отстапки од двете страни. Значи, се Кои враќаме ние, отстапки? мора да има отстапки. Не може вака Македонија да продолжи да оди напред. Еве, вака. Во дезавуиран систем Македонија не оди напред. Одлично. Може ли само да ве поставам едно прашање? Пријателски. Мислам, нема што тука. Околу стапките. Дали вие лично сметате дека некни председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски направи оставка што рече еве ќе те поддржиме, владај колку што ќе се договориме, аман немој ова да го прифатиш. Не ли е тоа отстапка, не ли е тоа гест на добра волја, не ли е тоа гест за смирување на ситуациите? Се кажете ми лично вие како го гледате ова? Нивото на вкупното доверие во општеството е паднато. Вие знаете, Френсис Фукујама има труд доверба. Не, Каде што кажете е ми, не, нарушена не, довербата, не теоретизирате. Да, ајде, Фукујама, оставите го. Не, Кажете конкретно, еве ве постави прашање. Конкретно ќе одговорам. Да. Ако е нарушена довербата во институциите, во функционирањето на институциите на системот, ако е нарушена довербата во политичките водства, за вие сметате дека сега има доверба кај лидерот на опозицијата и лидерот на ВМРО ДПМН да разговарат меѓу себе. Довербата е сведена на најниско ниво. Зошто? Затоа што досега се воделе политики на скриени намери, наместо политики на искрени намери. Знаете Нема што, искреност, господине? нема искреност, ве молам. Да, Нема да, искреност да, во таа намера. Тоа е да. скејп Не код е концептот. искрено. Добро. Тоа е концепт на жртвено Така. јагне, Добро. кој што е прочитан. А, Вие не. сега се Знаете, представувате жртвено како така јагне, сега? да ги освоите симпатиите на Значи, А зашто јавноста. би бил жртвено Тоа е јагне? премеливо во Зашто политиката. би бил жртвено јагне? Еве, Јас ве молам. Јас да, ве да, молам. да прифатиме дека тоа би се реализирало. Јас ве молам. Зашто би бил Сите жртвено јагне? сите се сложивме дека ни е изместен системот од доската. Кој се сложи, не знам. Се сложивме Зашто се сите. сложивме? Се сложивме дека немаме владење на правото. Не, има Вие опити рековте за дека изместување. немаме Не, ја владење на кажав право. дека тоа не Вие е рековте за владење на судиите, право во кој за што- судскиот во кој систем, што правосудниот ве систем тирам 2015-2016. Значи вака, немаме владење ајде на право. многу едноставно. Ова Немаме никаде ние не сум подобна покажала, власта на ова законодавна никаде не власт. сум покажала, ама Кратко, многу ми е бидејќи треба да важно. пуштиме реклама. Многу ми е важно. Правдата, Значи, слободата, еднаквоста како вредностни пилари се Јас се различни. извинувам. Не можете вие да градите перспектива без Вредносните критериуми почнуваат од лидерството, така? Лидерството
почнува или се фундира врз луѓе кои што таму треба да завршат врз луѓе кои имаат духовни вредности, но и севкупни вредности да ти бидат лидер. Извинете, јас не можам да го прифатам како македонка да ми биде лидер господинот Зоран Заев. Аболициран криминалец, човек што е трчи лажи, познат секаде, прашајте го, прашајте граѓани. Не може да го прифатат груевските лидер. И сега што правиме? Имаме проблем во квалификациите кој може да биде лидер на политичка партија. Значи ние мораме да почнеме од тука, да воспоставиме нови критериуми и стандарди кој може да ни продава морал и етика во оваа држава. Кој може да зборува за криминал, дека некој е криминалец, а тој е самиот криминалец. Кој може да зборува за некакво достоинство, а тој самиот изјавуваше јавно дека ќе си ја свиткаме кичмата, дека не сме патриотска партија, со да само не ја личи да биде патриотска партија. Извинете, за мене тој не може да биде македонски лидер, не може да ја води оваа држава. Ако самиот нема вредносен код, нема вредносни критериуми, не почива врз духовно изградена матрица на збир на критериуми кои што се потребни да ги има еден лидер, тој не може мене да ме раководи и не може да ме представи. Истото тоа важи и за другите граѓани, самите зборат. Уценети сме затоа што има, не има во раце. Верувајте, СДСМ во овој момент не само што е оценета партија, никој не сме таму, има многу квалитетни луѓе за кои што се согласувам. Треба да си подадеме рака и јас разговарам со голем дел од нив. Тие самите велат се тргаме сега за да не настрадаме. Овој се здружил со мафија, овој се здружил со криминална група и се ќе не ништи до последни. Тие што малце ќе кажеме нешто, прашајте ја господјата Солза Грчева. Прашајте ги тие што беа предавници на СДСМ во времето кога го застапуваа уставот и кога работеа во согласно со уставот. И до кога вака? И до каде вака? Значи, да си ги тргнеме инкриминираните луѓе кои што сакаат да се занимаваат со тајфи, криминали и така натаму, кога е коректно, кога речите на двете страни баланс да си поставите. Се согласува. Ајде да видиме дали имаме морално тешка инкриминација и на другата страна. Нека докаже судот дека Никола Груевски е виновен. Дека докаже судот дека е виновен Миле, дека е виновна Гордана, дека истото ќе го зборам, истото. Значи, ја не штитам и не бранам криминалци. Јас сакам само сите да бидеме еднакви пред уставот и пред законите. Не може една Катица Јанева да делегитимира се во државата. Не може еден Зоран Заев да не ништи сите како граѓани, затоа што сме гласале за една политичка опција. Мора да пустиме вести, се извинувам, не вести реклами, веќе се збунив и влегуваме во завршните минути и секако се осврнуваме на утрешната посета на Федерика Могерини. Почитувани, останете тука, за кратко сме насет. Назад сме во студиото, многу сме куси со време со оглед на тоа што вестите почнуваат во 22 часот. Почитувани, утре доаѓа високиот комесар, високата представничка на Европската унија за надворешна политика и безбедност Федерика Могерини. Денеската 15 минути пред да излезе председателот Иванов и да ја соопшти својата одлука, рече дека очекува утре кога ќе дојде во Скопје да се избере новиот председател на собранието. Може ли да очекуваме да притисне за некаква широка коалиција и што може да очекуваме од Могерини? Прашање за вас, 20 професори. Вие, професоре, сакавте да се осврнете на специјалното јавно обвинителство и на последните активности на оваа институција. Ви давам, ова се завршни зборови, ќе ве молам накратко. Најкратко што може. Значи вака, не очекувам утре Могерини да ретерира или евентуално да ја видоизмени од изјавата на господинот Хан. Јасно, Европската унија е фокусирано на тоа во Македонија да заврши кризата, меѓутоа начинот или модусот на кој што тие замислуваат дека ќе заврши кризата, очигледно дека не се вклопува со она што е објективна реалност во државата. Значи таа широка влада која што ја заговараат, претпоставувам дека повторно ќе ни биде ставена на маса како единствена алтернатива, но значи без разлика на нивните утрешни сугестии, размислувања, бидејќи нели кажа господинот Хан дека се е оставено на политичките партии, тие да одлучуваат, дека тие не сакаат да се мешаат во решавање на проблемите. Како и да е, мислам дека ова решението на политичката криза е можно само со распишување на нови предвремени парламентарни избори, заедно со локалните, каде што ќе бидат оставени настрана сите измами, сите злоупотреби, сите изборни нерегуларности,
ирегуларности, ќе биде трнати на страна црните пари кои влегува во Македонија, ќе биде трнато на страна сценариото на странскиот сценарист, бидејќи веќе е разголено до крај, до коска, нема што ново да се каже, и врз основа на тоа да се излезат граѓаните, да си кажат кој е кој, што е што, и во Македонија да се направи една стабилна политичка влада која што ќе функционира согласно владењето на правото, уставот и законите. Секако таа влада ќе мора да ги заврши сите реформски приоритети кои што се ставени на маса, исто така треба да ги заврши сите обврски или работни задачи кои што се утврдени во извештајот на Европската комисија. Само на тој начин ќе можеме да ги релативизираме или смириме страстите во Република Македонија. Сите други акробации доколку се случат, нели под притисок на странците сега да се тера председателот да ретерира на одлуката, мислам дека нема да доведат до успех. Исто така сите оние индијански каубојски сценарија кои што ни ги предвидува Фрчковски дека може да се состави влада и без председателот, без мандатот на председателот, не смеат да се влегува во таква авантура, затоа што тоа може сериозно потоа да ги наруши и онака постојните нели проблеми, но дополнително да ги разгори сите останати страсти во државата и на тој начин да отидеме во се поголема бездна. Да. Поведе. Сообщението на Стейт Департментот од вчера упатува на соработка на политичките субјекти, на соработка на партиите, и тоа се однесува посебно на македонскиот блок, и време е да седнат и да почнат да разговараат, не на ваков начин и не со ваков тон и не со скриени намери. Тоа треба да се трне на страна. Јас претпоставувам дека и Европската комисија ќе оди во таа насока, ќе мора да се седне и да се разговара. Мојата проценка одамна е дека широката коалиција е можно излезно решение, но не со истите субјекти кои што доведува до вакво заострување на кризата, и затоа јас постојано го промовирам концептот со надпартиски мандатар и со доминантно надпартиски членови на владата, кои што не мора нужно да бидат само експерти. Мислам дека тоа може да доведе до релаксирање на комплетната политичка ситуација, и тоа ограничено за период од можеби 18 месеци, да се ресетира системот, да се довршат сите процеси во општеството, да се намали тензијата во општеството, да се намалат страстите во општеството и да дојдеме до одредена нели општествена клима каде што можеме да седнеме, да разговараме и нормално на едни нови избори да се одново осрта политичката карта. Нови избори сега не се опција за Македонија, затоа што и анкетите говорат дека горе-доле ситуацијата повторно може да се преслика и што тогаш. Значи тоа е состојбата. Да, се обидува со овие протести немери со платформата да се набилдат мускулите, меѓутоа јас мислам дека зрелоста на демократската јавност е голема и нараснува се повеќе и повеќе. Мислам дека и медиумскиот простор се отвора се повеќе и повеќе, социјалните мрежи вријат, довербата во постојните лидери е сериозно нарушена и кај едната и кај другата страна, во политичките институции исто така, и јас постојано тврдам дека со исти луѓе, со исти рутини, со исти навики не можете да очекувате ништо ново во државата. Нас не треба ресетиран политички систем, враќање на владењето на правото, ни треба подобра на власта на законодавна, судска и извршна, да се остават да си судат судиите по закон и по совест, и да дојдеме ние до една ситуација на расчистување на сите овие основани или неосновани сомневања за криминогеност, за злоупотреба на позиции на моќ и власти, така натаму. Постојат такви сомневања. Дали се основани или не, ќе се докаже во една судска постапка и процедура. И дај да го релаксираме една система согласно разум. Ајде, професоре Климовски, завршни зборови од вас и да ја затвориме тука. Сакам да кажам дека тоа ресетирање, да, нека продолжат судските постапки и така натаму, меѓутоа нека не бидат судовите цело време на огин, на критики и така натаму, да се остават да се работат како што треба да работат и како што работат. СЈО видовме за каква институција се работи, повторно имаше една спектакуларна, нели, вакво отворена истрага. Нели рекоме сега оставете ги институциите да работат. Точно. Што импутирате сега вака? Точно, меѓутоа вие импутирате. Бидете конзистентен, ако ги оставаме едните, оставете ги и другите. Ама вие бидете конзистентен затоа што ги нападнате судовите цело време, особено кривичен. Па така беше, го коментиравте кривичен, дека бил пристрасен, дека не е примал документи и така натаму, односно овие истраги ве не ги прифаќал. Моравме да кажеме и за тоа. Сега мораме да кажеме другава страна која што ги праќа тие документи, таа документација за која што па ја можам да го квалификувам СЈО културно, што би рекле, како против антиуставен орган, еве. Тоа е најкултурниот мајстор. А со тоа се кажал се. Се. Да. Сега околу последниот случај што ги имаат за јавни набавки, јас само би ја потсетил јавноста дека
Системот за јавни набавки и институционално и законски за прв пат се воведува 1998 година. Нека запраша македонската јавност, вклучително и колегата до мене. Од 91 до 98 како функционираше, како се трошеа буџетските пари за огромни јавни набавки без институции кои што вршат контролата, без биро за јавни набавки, без совет за јавни набавки, без нели граѓански невладини организации кои што ќе следат како се трошеле невладините овако буџетските пари преку системот за јавни набавки и без она што е најбитно закон за јавни набавки. Значи до тогаш имате една црна дупка од 91 до 98 како се троше јавните набавки, затоа што тие кои што денес го критикуваат системот за јавни набавки, што говорат дека се крадат преку тој систем, имаме денес институции и закон, нека се запрашат и нека направат една анализа како било од 91 до 98 за да имаат легитимитет и право да говорат за денешниот систем како функционира. Нас Бојана не треба, само што да кажам, нас Бојана не треба, да, не треба влада за национален спас, затоа што очигледно дека ниту таа широка, ниту техничка, ниту било каква политичка и така натаму нема да може да не излезе од националниот бедем или бездна во која што сме паднати, така што можеме да зборуваме и за влада на широка коалиција се прави за краток период, за точно определена агенда. Толку. Завршуваме тука. Ова беа завршните зборови. Почитувани, ви благодарам што одвоивте од вашето време и што вечерва бевте дел од отвореното студио на телевизија Нова. Се надевам дека ги разјаснивме барем малце работите што понатаму како по одлуката на председателот Иванов. А почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Во продолжение на програмата на телевизија Нова го гледате последниот информативен блок и најновите информации. Останете тука, од мене пријатно.